Воочи сме 21-то издание на манифестацијата Сред би подјаворите. Што е планирано и значањето на оваа манифестација? Така започнуваат 21-те Средби под јаворите, Видое Подгорец 2022 година и самата манифестација започнува денеска, меѓутоа ние претходно имавме и други активности кои што беа, така да кажам, вовед во самата манифестација. Тоа беа крижевни работилници што ги организиравме со децата од основните училишта во Струмица, најразлични книжевни читања. Сето тоа беше баш како една увертира во тоа што започнува денеска. Манифестацијата ќе трае 2 дена, денес и утре, значи говорам за оној официјален дел. Самата манифестација вклучува повеќе активности. Најпрво посвеченото отворање, ќе ја доделиме наградата за најдобар библиотекар Павлина Цунева Маказлиева, награда која што се доделува на најдобрите библиотекари во училишните и во националните библиотеки. За потоа да продолжиме следниот ден со настан кој што ќе се случи во селото Колешино, во родното место на Видое Подгорец. Тоа е настан кој што го организираме заедно партнерски со основното училиште Видое Подгорец, значи во Колешино. Настан кој што вклучува дечиња што доаѓаат од целата држава, тие доаѓаат заедно со нивните наставници, ментори, и имаме предвидено убава и богата програма која што вклучува читање на поезијата на Видое Подгорец, понатаму креативни работилници на кои што децата ќе цртаат по мотиви од неговото творештво, значи се во името на големиот писател за деца кој што живееше и твореше за децата. Денеска се одржува советувањето за библиотекарите, каков настане му предочи и доделувањето на наградата Павлина Цунева Маказлиева. Ајде малку повеќе околу овој настан. Организациониот одбор на манифестацијата Сред би подјаворите Видое Подгорец е особено горд на оваа награда што е воведува и е наменета за библиотекарите како во јавните така и во училишните библиотеки, се со една единствена цел да се стави фокусот или да се стави светлото врз библиотекарите и нивната незаменлива улога во општествениот живот. Затоа што библиотекарите се тие кои што ќе ги привлечат децата кон книгите, кои што ќе развијат љубовта кон читањето и кои подоцна ќе регрутираат возрастна читателска публика. Овогодишното доделување на признанијата е во рамките на свеченото отварање на самата манифестација Сред би подјаворите Видое Подгорец. Двете добитнички ќе бидат со нас да ги примат своите признанија. Самото признание представува чест и привилегија за тие што го добиваат, но и мотивација за останатите библиотекари, како во јавните, така и во училишните библиотеки, да работат повеќе во правец на промовирање книгата, читањето, детското творештво и творештвото за деца. Но не е само свечено доделување на признанијата, ќе имаме и советување на тема Библиотеката темел на писменоста со поднаслов споделување на добри практики. Пријавени се 12 дискутанти, од нив 9 ќе бидат денеска со нас, ќе ги споделат своите добри практики заедно со двете добитнички носители на признанието Павлина Цунева Маказлиева, и тоа ќе биде една неповторлива можност да се сподели оној што се работи во библиотеките и да се применува како добра практика. Но да не заборавиме дека имаме и тројца предавачи кои што доаѓаат од педагошкиот факултет и од универзитетската библиотека во насока на обучување или фокусирање на тоа што значи современо библиотекарство. Што е она што современата технологија го дава како предност во библиотечната дејност. Со нас ќе бидат две предавачки од универзитетската библиотека и една од педагошкиот факултет во Скопје. Навистина сме горди на овој исчекор, затоа што оваа година ја добивме поддршката и од Сдруженијето на библиотекари на Македонија и од Универзитетската библиотека Свети Климент Охридски од Скопје, што навистина ни представува посебна чест и задоволство, затоа што нашиот ангажман, нашиот вложен труд е веќе препознаен од сите библиотекари во Македонија, како училишните, така и од јавните библиотеки. За годините што доаѓаат се надеваме на поголема поддршка, на поголем одзив, затоа што библиотекарите го заслужуваат тоа.